Добар вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте. Четврточно издание на Што мисли народот, најавено уште од вчера. Она што се договоривме пред 3 дена со штипјанецот Стојанче Ангелов, генералот Стојанче Ангелов, си стои на зборот како и секогаш, не доаѓа во нашата емисија само кога е некаде на некој брод. Инаку, кога го повикаме, секогаш доаѓа и одговара на вашите прашања. Овој пат за негова и за неговото семејство поволна околност во малку поинаква ситуација, не во немилост каква што беше во последните доаѓања кога му забележуваа за многу нешта и како дел од оние кои што ќе се обидат да дадат една нова насока и нова промена во животот во Република Македонија. Деновиве, актуелен и по моментот дека е дел од луѓето кои што размислуваат во насока дека може во интересна насока да одат работите во ВМРО ДПМН. Ние најавивме со срцето во ВМРО ДПМН, со разумот со СДСМ. Сега веројатно ќе коригираме затоа што тој вели со срцето со ВМРО, а со разумот моментно со коалицијата на СДСМ. Добро вечер, господин Ангелов, добре дојдовте во вашиот штип и во телевизија Стар, се разбира. Добро вечер, благодарам за поканата да гостувам повторно во вашата емисија. Она што го реков, значи само она ДПМН треба да го тргнеме, така одговара со разумот, односно со срцето со ВМРО. Ова е многу филозофска тема. Да. Содржи многу историја, нели ние знаеме да кажем и сега додека сме во коалиција со СДСМ и последните години и во СДСМ повеќето или сите викаат сите сме ние ВМРО, но не ДПМН, и треба да се направи една разлика помеѓу она што значи ВМРО во колективната меморија на македонскиот народ и ВМРО ДПМН како модерна политичка партија која што постои од почетокот на 90-тите години. ВМРО е нешто свето. Тоа е организација која што во одреден степен на низиниот развој била посилна од некои армии на некои помали држави, така што денешното ВМРО ДПМН нема некои допирни точки со ВМРО и затоа и сметам дека и името ВМРО, односно историското ВМРО, треба да остане во историјата. Можеби треба да се размислува во насока повеќе ВМРО да не се користи во ниту еден политички субјект. Иако и нашата коалиција минатата година се викаше ВМРО за Македонија, но тука некаде да се заврши таа работа, затоа што името ВМРО кај македонците буди едни емоции, позитивни од старт, дава предност, а она што ние можевме да го видиме кај ВМРО ДПМН беше се само не ВМРО, наместо да имаме растење на македонското национално единство. Сметам дека во последните десетина години, ајде можеби не 10, но последните 5-6 години, македонците како никогаш досега, па можеби нити во историјата, не биле толку раскарани, поделени помеѓу себе, не само раскарани. Има многу омрза на која што треба да работиме полека да ја ублажиме со цел да исчезне. Значи, ДПМН потфрли прво помеѓу македонското национално единство, но има време, се надевам дека и таму работите ќе тргнат напорано, грешки има од сите страни. Ова омраза која што се појави беше кумулативна, се засилуваше, многу работи се случи во последниот период. Сметам дека сега треба со трезвени глави да размислиме каде оде Македонија, каде и ние македонците, но и сите македонски граѓани, бидејќи Македонија е држава на сите граѓани кои што живеат во неа. Меѓутоа, треба помирување, тоа кажува и Груевски, треба помирување, но тоа е во опасност. Така да тоа помирување очигледно нема баш така лесно да оди, бидејќи вие лично бевте прилично жртва во ситуацијата, вашето семејство беше на сериозен удар. Дали тоа може да се заборави? Кога Груевски зборува за помирување, тој мисли дел од врвот на ВМРО ДПМН да не заврши во затвор. Кога јас зборувам за помирување, мислам на обичните луѓе кои што вечерва ќе ја гледат емисијата и кои што ќе ме напаѓат, некои од нив можеби ќе се јават и во емисија да ме напаѓат. Јас зборувам, јас сум подготвен да одговорам на секоја критика и на секое непријатно прашање, да нема помеѓу нас омрза. Инаку јас дури во периодот додека работев на брод и во периодот додека работев во Ирак, никого не мразев. Јас никогаш не сум го мразел Никола Груевски. Јас бев лут, па на моменти бесен на него, затоа што во 2006-2007 многу верував во него. Па и пред тоа, откако почна да ја води ВМРО ДПМН, можеби премногу очекував од него, но и сите ние кои што сме гласале во 2006 година за Никола Груевски, а јас морам да кажам дека во тој период и работев на терен.
само иницијативно, јас не одев во штабов, иако имав и комуникации со штабот на ВМРО ДПМН, и ние очекувавме еден поинаков приод и однос од Никола Груевски. И првите 2 години беа и добри години. Многумина се согласува токму со што кажувате, генерално оценка дека денес 4-5 години инаку добро. имав едно гостување сега на Брагу и кога ме праша во смисло зошто таква нетрпеливост кон Никола Груевски. Ние и порано, особено последната година, одлучивме да таргетираме Никола Груевски е тој кој што го води ВМРО ДПМН. Знаеме дека ВМРО ДПМН е апсолутистичка партија каде што лидерот Груевски, да, одлучува најмногу. Значи јас не верувам дека таму има многу луѓе кои што смеат да му се спротивстават. Можеби има некои кои што смеат да кажат поинакво мислење. И затоа и нападите се насочени кон Никола Груевски. Тоа не значи дека јас Никола Груевски го мразам. Јас кога би го сретнал на улица, би се поздравил со него. Јас не чувствувам омраза кон никого. Таа е моја карактеристика. Омразата за мене е непозната емоција, можеби лутина, без понекогаш тоа може да се забележи на моето лице кога зборувам. Но едно е некому да му сте лути, а друго е некого да го мразите или да му посакувате нешто лошо. Да, од друга страна да велите нели дека сакате помирување, да, не посакувам ништо лошо, но сакам и генерално нашата држава да тргне во еден друг правец. Политичките партии да бидат политички противници, тоа сите го зборуваме од партиите декларативно, но тоа да стане реалност. Нема потреба ние да се гледаме преку ништо. Ние никому, значи, не треба ние да се гледаме на нашите политички конкуренти како на некој кој што ни го убил семејството, но и овде морам пак да додадам дека во времето на владење на ВМРО ДПМН имаме неколку сумнителни смртни случаи, но и многу луѓе затворени на правдина. Значи, едно е да се говори за да излезе вистината на виделина, друго е да се говори дека не треба да има омраза. Јас се надевам дека сите тие случаи во следниот период ќе бидат расветлени и ќе знаеме дали на вистина некои луѓе кои што беа осудени, за кои што јас верувам дека се невини, во иднина се надевам дека ќе дознаеме дали на вистина биле невини, односно сметам дека ќе најдат механизам да ја потврдат нивната невиност. И да ни се врати довербата во системот судски посебно. Ајде да видиме гледачите. Добро вечер. Ало? Ало, добро вечер, Тони. Добро вечер, повелете. Јавувам се, како што ти обеќа, дека чекам гостино да дојде у емисија за да му поставам 3 прашања. Ајде. Инаку за вчера да се навратам, видете ли дека тај од невладината не е управо, дека ќе пиеме од летовица вода, а не да се прави паметен. А да, изјава имаше на градоначалникот, добро, да. Видели дека сум управо. Сега 3 прашања да се навратам на темата да му поставам на Стојанче Ангелов. Ајде. Инаку јас сум него колега биш и имам спрема него респект, али сакам да ми одговори на тие прашања без да заобиколува. Значи вака сега. Груевски е клониран од Лјупчо Ѓорѓиев. Значи 2001-2002 што беше тај бизнис што се направи војната, препродавање на оружје, натаму, ред други работи, што изгинаа луѓе невини. Значи, он си загуби од неговите партици што се викаат ВМРО, што беа старите ВМРО-овци. И од неговите сограѓани. И сега он како ќе дојде, тој испаѓа дека сега Заев ако изгуби да го донесе Црвенковски на функција. Абсурдно, нема шанси. Значи нема шанси тоа што се вика на еден начин да се деси. Лјупчо Ѓорѓиев не доаѓа на власт, тоа да ви биде јасно. Уште сега ви кажувам, а пак ќе правиме вет кога ќе се видиме, може очи да видите дека е така. Тоа е првото, одиме второто. Сега. Второто. Што правиме сега господин Стојанче Ангелов како патриот со неговите луѓе што беше околу него? И јас сум еден од тие што бев во војната и ред други работи за запослување во МВР. Еве Талат Џафери си ги запусне неговите албанци сегде по функција, значи во МВР, АРМ сегде. Што правиме сега со тие луѓе? Станаа по 45 години, 40 години, а примат некои си тамо лешинари, фишлери без школа и ред други работи, улават на функција и он му кажува што да прави, војска не е бил, не знае пиштол да држи, не пушка да му даде. Забранителите ли говорите што? Да. Добро. Да. И третото. Значи, ВМРО никогаш нема да се додека не се смене комплетно целото од старо до ново членство. И таа багра што е таму била пред тоа, значи доволно наштетија на народот, и што јас сам оштетен од тие ВМРО-овци, значи и сега народот што беа, значи у ВМРО префрлија се у СДС да ја тражат
едноставно иднината за него како да искара корка леп. Сега, нека ми објасни Стојанче Ангелов, он е сега гори у МВР запослен. Како се справува сега со тие личности и албанци, како комуницира, на кој јазик, како има ли преведувач на него нон-стоп слушалка, пратени како што е или... Така. Добро, трите прашања или забелешки како и да е, коментар од нашиот гост. Првото беше за Георгиевски, тоа е оно што денови стана актуелно како идеја дека можеби Лјупчо е решение. Лјупчо Георгиевски се разбира решение за ВМРО. Прво, сите гледачи верувам дека знаат дека јас сум политичар. Јас се вратив на работа во МВР, но јас последните 10 години се занимавам со политика. Првите 5 години... Откако достоинство премина во... Не, и... Да, и претходно... Издружението достоинство има своја политика. Да, но водовод и канализација имат своја професионална политика. Вие како телевизија имате ваша Водиме политика. наша политика, да. Но политиката на Сдружението достоинство беше многу блиска до реалната политика. Ние не бевме партија, но безмалку преземавме акции како политичка партија. Од 2011 до денес, односно до пред неколку месеци, јас бев активен политичар и некои од моите предлози се политички предлози. Во ВМРО ДПМН во овој момент нема идеално решение. Вие кого и да ставете, таму расколот ќе продолжи. На ВМРО ДПМН и се ми следат многу тешки денови, нешто слично што помина и СДСМ. Прво, јас ќе го поставам следното прашање. Ние, за кое што на другата телевизија во интервјуто, јас нема време. Во вест имате 2-3 минути, јас нема време да објаснувам и затоа малку останав недообјаснет. Кој вика дека Никола Груевски навистина ќе даде оставка? Дали Никола Груевски даде оставка? Знаете дека прва точка на конгресот ќе биде. Првата точка на конгресот е конгресот да ја утврди неговата оставка. Што правиме ако делегатите на конгресот кажат ние без тебе не можеме? Ти си нашиот пастир. Ти си нашиот светец, знаете. Јас со мои колеги го прогнозирав ова дека ќе се случи лично. Значи, да не бидеме сигурни дека Никола Груевски ќе се повлече. Откако, ако доколку Конгресот ја потврди оставката, ја прифати поставката на Никола Груевски, инаку тој може да даде безусловна оставка. Да каже давам безусловна оставка и точка. Тогаш Конгресот не може да го задржи. Не, сега Никола Груевски ја нуди неговата оставка. Но јас се сомневам дека Конгресот ќе ја прифати. Смете дека тој игра на картата дека таму ќе има едно Ќе сценарио во кое 2 недели, за 10 има, дена. нема оставка, нема Можеби, не знам, немам толку информации. Да, можно и тоа, но како варијанта. ова како варијанта не треба да се губи од предвид. Другиот момент е доколку Конгресот ја усвои неговата оставка, втора точка избор на нов претседател. Зарем таму тие на лице место ќе збират 30 подписи. А треба кандидирање, 30, треба, да. Па кога тие ќе излезат со своја програма, кога ќе се промовират, знаете што е ВМРО ДПМН е сепак машинерија. Иако сега разнишена, Заев и стави клип во точковите, но е доста разнишена, но сепак е голема машинерија и не функционира така едноставно. За некој да биде претседател на ВМРО ДПМН треба да има визија, треба да има програма, треба да понуди нешто на делегатите на Конгресот. Некој ќе се спрема за 15 минути таму да понуди. Значи се насочува на одредено сценарио, најверојатно. Јас се сомневам дека ќе, но сега зборуваме доколку Груевски искрено се повлече. Лјупчо Георгиевски денес има повеќе од 50 години. Е исклучително зрел политичар, има многу грешки во минатото, тие тој самиот не ги негира. Особено во првиот мандат кога бил премиер, има некои грешки, но тој во неговото време во Македонија имаше најмногу демократија. Нити еден новинар не беше уопсе, немаше притисоци, прашајте ги вие медиумите, знаете, во времето на Лјупчо Георгиевски имаше и добри работи. Знаете дека обичните луѓе не беа гонети, казнувањето беше многу редуцирано, некако сега овој прогон кој што постоеше врз обичните пазарџи и обичните луѓе. Сметам дека Лјупчо Георгиевски има се уште доволен авторитет помеѓу старото членство на ВМРО ДПМН. Тоа го докажавме како ВМРО за Македонија, иако факт е дека тој губи секоја наредна година, бидејќи реално не е активен. И јас не верувам дека тој е загреан за оваа позиција, ниту дека се подготвува. Тоа беше само кога мене новинарите ме прашуваат, јас можам да кажам тоа е работа на ВМРО ДПМН. И да, тоа е работа на Конгресот на ВМРО ДПМН и на Централниот комитет. Тоа е мислење на Стојан Ангелов. Но сега кога ме прашуваат за мислење, јас како актуелен политичар или поранешен политичар, бидејќи сега како вработен во МВР, јас дадов оставка на мојата позиција претседател на достоинство, сум само обичен член и постепено се тргам од политиката, но сепак ги следам сите настани.
И кога ме прашаат за мислење, фер е да го кажам моето мислење. Јас не гледам друг авторитет. Таму може би има некој прекрасен кандидат кој што може да биде супер лидер на ВМРО ДПМН, но јас не сум внатре и не го знам, но ако некој бил толку добар, јас верувам дека во јавноста ќе избиеше на површина. Ние знаеме во јавноста се спомнуваат Антонио Милошевски, Илија Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски е еден од непознатите. А тој се споменува. Тој се споменува, тој мислам дека и нема некоја дамка, можеби и не е лош кандидат, но тој е непознат на јавност, но тоа не значи дека е непознат на делегатите на ВМРО ДПМН. И затоа сметам дека Љупчо Ѓурѓевски можеби е најдобро решение, поаѓајќи од тоа дека поголем дел од старото членство ќе го прифати и дел од новото. Нормално не сите, тоа е невозможно. Не постои нити една личност во ниту една партија кој што може сите од овие големите партии, сите членови да го... Значи како лично мислење е ова што се мисли кој но не очекував дека ќе се крене волкова прашина, ја тоа така изгледа името на Љупчо Ѓурѓевски кога се споменува се крева прашина во држава. Тоа е затоа јасно. И сметам дека тој треба да биде нов лидер на ВМРО ДПМН. Сега има еден момент пред да преминеме на другите две прашања. Кога станува збор за ВМРО ДПМН, мислам дека токму Мицковски денеска или вчера има изјава која вели кој да биде лидер. Не е битно, ќе го победиме СДСМ на следните избори. Значи тие не го дадат мислењето дека се во раскол и дека ќе продолжи тој раскол. Сега морам да го цитирам Зоран Заев. Ние као коалициони партнери одевме на сите митинзи. Тој вака одговараше, мало Морген. Тоа малку е на германски, но тешко знаат, сите знаат во ВМРО ДПМН ги изгубија латките на присилба. ВМРО ДПМН владееше со присилба. Факт е дека си имат едно стабилно гласачко тело, но дел од тоа гласачко тело и Стојанче Ангелов и мојот брат и сите членови, поголем дел членови на достоинство, порано сите биле ВМРО ДПМН. Оние кои што гласат за Љупчо Ѓурѓевски, зарем тие не биле ВМРО ДПМН. Гласачите на Љубе Бошковски зарем не се ВМРО ДПМН. Факт е дека членството на ВМРО ДПМН се осипа, се намали. Никола Груевски, како лидер на ВМРО ДПМН, максимално ја користеше власта, прво преку подкуп на гласачите, вработување, унапредување, давање, кешови, разни законски рамки, иако за време на изборите се делеа пари и така на големо. На избори, вториот момент е присилбата, ако не дојдете на протест, слеташ од работа, ќе ве прераспоредам на друго. Значи сите знаат, јас верувам дека гледачите кои што работат во државната управа, па и гледачите кои што имат мали дуќанчиња, мал семеен бизнис, знаат дека беа под таква пресија. Реалната моќ на Никола Груевски ја гледаме сега. Каде се сега реките народ кои што тече ако Како толкувате тоа на вакви? Се сеќавате, ставаа намерно метална ограда пред собрание за да луѓето останат на пат да изгледат повеќе. Они користеа многу финти за да изгледат повеќе отколку што се. Каде се сега тие луѓе? Сега не мора да отидат, не зависат од Никола Груевски. Не верувам дека некој се плаши, СДСМ е прво Зоран Заев како премиер воопшто нема методи кои што ги користи Никола Груевски, е мек како човек. Тој на неговото лице не можеме да видиме омраза, можеме за се да го обвинуваме, но нека каже било кој гледаш дали на лицето на Зоран Заев видел омраза, еве погледнете ни што се помина во овој период. Од друга страна, СДСМ влада е прекратко, само неколку 5-6 месеци се во прашање за да тие ги земат полугите на власта. Па се уште началниците низ Македонија и другите ешелони се уште во ВМРО ДПМН. Ќе ги задржиме двете. Само уште еден момент, овој е многу гледаш, па потоа другите две. Само и овој момент е важен. Краткото време и слабата, да речем, влада, бидејќи СДСМ, колку што знам, има 62 пратеника, значи тоа е влада која што може во секој момент да падне. Тесно и не е сигурно во правост. Е исклучително тесно. Ние знаеме дека во овој момент има спорен момент со министерот за здравство. Каде што од она што можеме во јавност, јас зборам од она што можам да го слушнам во јавност. Јас немам информација од СДСМ, исто како што немам од ВМРО ДПМН. Ние имаме сега обид на СДСМ да именуваат министер од нивните редови и сметам дека тоа е правилно. Од друга страна, можеби села ќе се налоти кога СДСМ ќе стави. Да, коалиционите односи се сакам да кажам дека СДСМ е превише слаба за сега да некој да се плаши од СДСМ и на тоа да го должиме слабиот одзив на граѓаните. Многумина велат дека да беше Груевски на местото на Заев досега ќе направеше вонредни избори и ќе направеше да беше Груевски во јули или во август кога формираше владата. Ќе направеше веднаш избори за ново за 2 недели се живо ќе беше променето. А да, тоа е плюс. Да вклучиме уште еден гледач, прашањата запишани ќе одговориме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Може ли само едно прашање да му поставам на најголемиот? Слободно, затоа е овде нашиот Штипјанец. А уште поголемиот демагог во момент.
Добро? Како сега, значи, од како е веќе вработен од СДС, толку го убао, дури го пее името на Зоран Заев, а плюкар на партијата ВМРО, и како толку голем патриот, како толку убао ги лепе устите за шиптарите. Нека ми го одговора во. За албанците не го слушнав уште ништо да каже. Сега ќе каже, благодарам на јавувањето. Еве, забелешките се тие, зошто? Штипски лепи усти. Не ми смета ворето тоа, мислам. Секој има право на свое мислење, а јас мислам дека вработувањето е претходно. Не, овој гледач најверојатно живее некаде во Плачковица, не верувам дека живее во град, ако живее во градот, сигурно има дома телевизија и сигурно ме гледал некогаш на телевизија, а има интернет, нека напише на интернет Стојан Ангелов и нека најде само една реченица каде што Стојан Ангелов лепе усти за албанците. Јас него ни разбирам, а не му се лутам, ова е добар дечко. Би испил со него по едно пиво да му објаснам што направил Стојан Ангелов. Стојан Ангелов, јас 10 години зборувам против албанскиот екстремизам, вклучително до денес, но неговата телевизија, која што тој ја гледа Сител и Канал 5 до скоро, мене не ме емитува и затоа не ме гледал, па јас до последните настани јас реагирав. Например, последната реакција на нас како достоинство беше против дел од законот за двојазичност. Кога ние јавно излеговме на пресконференција и мене никој од СДСМ не ми се јави да ме прекури или да ми забележи, бидејќи тоа е став на достоинство. Така што потполно е во заблуда, нека напише на YouTube Стојан Ангелов, нека најде само една реченица и тогаш ќе разговараме. Значи кажа комплетна невистина и му советувам, иако се надевам и Канал 5 ќе почна да ги пуштат нашите пресконференции, но за секој случај нека гледа малку повеќе други телевизии, еве како вашата на пример. Инаку и моментот вели од како го вработи јас не вработи. Јас од 95-та година работам во МВР, имам завршено факултет за безбедност. Од 91-ва сум во безбедносниот сектор. Во 2011-та јас сум еден од ретките кои што доброволно го напушти МВР, сам напуштив за да формираме политичка партија. На изборите не успеавме, наместо овде да квичам, да се жалам и да барам работа, си заминав на брод честно. Да, работев на брод, потоа преживеав извесен период, заминав за Ирак. Едноставно, јас се враќам во МВР после 5 годишна пауза, бидејќи верувам дека можам да му помогнам на министерот Оливер Спасовски, кој што од она што досега го видовме, и ова нема да му се допадне на вашиот гледач, еден од најдобрите министри за внатрешни работи, бидејќи јас сум дел од неговиот прв тим и гледам како тој раководи и какви насоки дава. Јас мислам дека партизацијата во МВР ќе биде минато, барем во поголем обем. Така, ќе се вратиме на тие прашања веднаш по рекламите околу вработувањата, албанскиот јазик, ВМРО старото час. Одиме со првиот блок на реклами. Еве назад продолжуваме веднаш со мислам дека да одговориме на овие две прашања. Праша гледачот и околу вработувањата на бранителите и со албанскиот како се наоѓате, дали морате да знаете албански таму на работа со албански колеги, бидејќи се вработуваат, а бранителите не се вработуваат, така кажа гледачот. ВМРО ДПМН е падна од власт, а спиновите се уште се живи. Јас не знам кој е ова финта со албанскиот јазик. Во МВР службен јазик е македонскиот. Јас не сум слушнал на ниедно ниво албанец кој што е вработен во МВР да зборува албански службено. Значи сите и кај министерот, колегиуми, состаноци, средби се одвиват на македонски јазик. Албански се користи најверојатно само кога доаѓа делегација од Република Албанија. Значи никогаш не ми се случило во пракса и нема инспектор кој што не го познава македонскиот јазик, и ова е невистинито тврдење, нити некој ќе биде казнет нормално ако не го знае албанскиот јазик. Сакате да му да одговорите нешто на гледачот претходен? За овој другиот гледач кој што кажа дека сум се вработил во МВР, јас во Ирак земав $6,000 плата. Јас во Ирак за една година земам плата како овде верувам до пензија колку што ќе земам. И за мене е лесно, тој нека не се секира, ја не значи дека трајно ќе останам во МВР, мене може да ми текне после 3 месеци пак да излезам. Ако ја постигнам целта овде, ја влегов во МВР да помогам на луѓе и евентуално да му помогнам на министерот со моето искуство од МВР, но искуство и од Дирак и од Брод. Јас имам искуство во мултикултурна, мултирасна средина. Сум работел со црнци, кинези, индици, пакистанци. Така што кога ќе споредите албанците со нив ги чувствуваме многу поблиски отколку овие кои што ги набројав. И
пак ќе повторам, за мене е лесно, јас можам било кога да најдам работа, барем доки 55 годишна старост, надвор од Македонија, бидејќи знам како да работам, имам одредени квалитети. И исто за ова прашањето со околу албанскиот радикализам, ќе го потсетам дека Достоинство иницираше референдум кој што доколку ВМРО ДПМН дозволеше да собираме потписи, тој сигурно ќе се потпишал, бидејќи чувствувам дека е голем патриот. Верувам дека во Македонија ќе имаше 150.000 патриоти кои што ќе се потпишеа. На тој начин ќе забраневме на ветераните од ДУЧК да вршат јавни функции и немаше да го имаме овој проблем. Воедно хашките случаеви ќе ги вратевме на повторно судење и трето ќе ја урневме територијалната организација. ВМРО ДПМН тоа не го дозволија и денес е депласирано да зборуваме на оваа тема. Не могли сме ние после толку време. Воедно одговорам на другиот, првиот слушател кој што ме праша за вработување на бранителите. Да. Бранителите сите да гласаа за Достоинство, Достоинство ќе имаше 5-6 пратеники, сите бранители кои што исполнуваа критериуми, кои што биле 2001 година, ќе беа згрижени во полицијата, во армијата или на други достоинствени места. Но овие бранители кои што сега се жалат, дел од нив гласаа за ВМРО ДПМН, не гласаа за Достоинство. И јас како претседател на партија кој што освои 2 пати по 10.000 гласови можам толку. Но сепак помагам, единично имаме помогнато досега на стотици бранители, само ќе спомнам дека спасивме 87 луѓе од тужби и војни инвалиди и семејства на загинати бранители кои што се соочуваат со сериозен проблем со камата да ги вратат земените пари. Но проблемот на професионалните војници имавме голем удел во неговото решавање, иако за волја на вистината и тие сами преземаа многу акции, но оние маршеви на војниците низ Скопје вечно ќе останат запаметени. Така што тука вината ја гледам во бранителите кои што не гласале за Достоинство, но сега од една дистанца од 16 години, како што и тој самиот каже, кога се подостарени, кога имаме ние по 45-50 години, не може некој да очекува на 50 години да биде вработен во МВР, но исто да знае дека во МВР нема да бидат вработени нити ветерани од ДУЧК во иднина. Тоа е сето направено во време на владење на ВМРО ДПМН. Артан Груби во емисија во предизборната кампања ми кажа дека цела влада е УЧК и дека ги вработиле поголем дел од нивните ветерани во време на ВМРО ДПМН, така да сега и ние да сакаме не можеме да ги вработиме. А тие се веќе вработени, да. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздравуваме го Стојанче, тоа е наше дете. Немој да врте капи, ВМРО го направи човек. На него беше мајка Македонија, Ирак и Иран. Тоа е наше дете, мајка Невенка и татко му Бог да го просте. Тоа е наше дете, нема така да зборе да не злоупотребува нас. Ние сме ни од братешка, ни од љуботен. Да си продолжи да не оде за една обичен плата у МВР. Да не си ја продава Македонија. Како него сите, јас лично за него гласа. Како мислите дека може да ја продаде Македонија? Кажете ми. Па не може така да биде. Ама како може да ја продаде? Кај се продава? Јас сакам да купам дел. Он не е истакнал никупат дека е прав македонец. У Ирак, знаеш, ова плата зимаше. Тоа е наше дете, ево многу баво знам, тоа ми е рода. Да се откажам, шо сега те не тражи мајка? Во Ирак ли да оди пак? Пак ли да оди во Ирак или да остане тука во Кајнас? Па да. Шом не му сиде ВМРО ДПМН? Добро, ќе ви одговори сега. Благодарам многу пријатно, наше дете. Гледате, мајка ми била ВМРО и тука се согласувам во еден период, да, ама на ВМРО татко беше Љупчо Ѓурѓиевски, нели е сега природно, јас од ВМРО сум добил многу, да, ама Љупчо Ѓурѓиевски беше пример, но да прашам што добив од ВМРО ДПМН јас. Ја влегов 96-та година во специјалната единица Тигри, 96-та ВМРО не беше на власт. Во 2001 година во Македонија имаше војна, јас се борев во таа војна. Имам направени одредени, да речам, подвизи за кои што и јавно многу и немам зборувано. За некој делумно па не, за некој немам зборувано. Некој веројатно и не сак не кажа, не закажување можеби, добро. Министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски одлучи да ме унапреди во чин генерал мајор благодарение на мојот активизам во 2001 година во пресред на очекување на втора тура. Ние мислевме дека ќе има втора тура, односно второ полувреме во 2002 година. Конфликт. Знаете дека конфликтот очекувавме дека ќе продолжи. Се уште имавме напнати ситуации, престрелки на терен. Значи, кога мене Љубе Бошковски, министерот, ме унапреди во генерал,
во Македонија конфликтот формално беше завршен, но на терен се уште се покаже. Таа одлука на министерот Љубе Бошковски беше многу мудра, тој го напреди 7-8 луѓе. Затоа што ако имавме второ полувреме, тогаш јас како генерал можев самостојно да носам одлука, да ја дигнам единицата и да отидам во некое село, ако има припадници од УЧК, да не чекаме сите од политичарите. Ве боат ли вакви забелешки и криво ли ве кога слушате? Како ви коментирате? Добра господја, кога би седнал со неа на кафе и на баклава, јас да позборувам со неа 1 сат, ќе свати дека греше, но проблемот не е во нив, они гледат Сител и Канал 5 најмногу од оправдани причини. И еве и вашата емисија, ама кај вас сум бил повеќе пати гостин каде што на големо сум зборувал за и кажуваме нештата онака како што значи се тоа што каже, убаво рековте вие, кај тоа се продава Македонија, вие да купите парче. Тој момент ми е јас многу сум интересен. се борел, јас ја прашувам господјата, нека се јави уште еднаш во емисија и нека каже кој друг македонец бранител од 2001 година бил на ТВ дуел со Талат Џафери, со Абедин Зумбери или другите команданти од УЧК. Само јас се појавував сега. Само јас покренував иницијативи како што беше референдумската, само достоинство. Јас како некако Стојан Чангелов, како лидер на достоинство, цело време дигав врева против албанскиот екстремизам и не само тогаш, туку и сега. Еве нека отворат мојата пресконференција од пред неколку недели кога зборувавме за законот за двојазичност или ама тогаш зборувавме доаѓа 24 вести и Телмас, извинувам вака што рекламирам така, други телевизии, а тие не ги гледат овие телевизии. Значи јас до ден денес останав принципиелен на борбата против големо албанскиот екстремизам. Се работи за мал дел од албанци кои што се уште сакат да отцепат дел од македонската територија и јас секој пат ќе бидам буден и јавно ќе реагирам кога ќе гледам нешто во таква насока. Гледачката веројатно ќе најде начин некош да искомуницира со вас. Кажа дека сме роднини, верувам дека сме подалеки роднини. Некогаш ќе се договориме да видиме во една пријателска атмосфера. Да се... Не треба да мислиме за се исто, но мислам дека ќе најдеме заедничко. Ајде уште еден гледач да видиме на која линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Господине генерале, само малку помалку да дискутирате за вас, да оставите простор на луѓето да ви постават прашања. Ајде, еве сте. Вие малку почнате да везете повише за вашата биографија. Мора да се брани, вие напаѓате, тој мора да се брани, господине. Не едно, него повише прашања. Ајде. Како може да дискутираш за ВМРО такви работи, што прво виновнико у ВМРО сте вие што акцепите? Што направи? Речи го брат Љубе, да не ги набројувам. Добро. А ти тоа знаеш зашто е така? Затоа што целосно не сте ВМРО-ци. Господине, јас сам преку 50 години у живото не сам потражил помош од ВМРО. А не сам у живото па ни дозволил некој да кажува тоа што не е. Ти може да си бил и генерал и било што да си бил. Меѓутоа, грешките са ваши, вие се одвоите, створите неколку партии од ВМРО, господине. И сега кажуваш ти за Заев, каква душа има, шо има. Каква душа има Заев да подпишува договор у име на Македонија? Добро, каква душа луѓето ќе најдат кај Заев ако го смене името и сигурно ќе го смене, тоа ти ја гарантирам. Така за името да одговори. Ајде уште едно прашање, достави се, бидејќи вие почнавте да везете. Ајде. И друго, додека не се освесте македонскиот народ да земе да застане на здрави нози, како тај господин до сега што беше премиер, што единствено он застана да и каже на меѓународната јавност, на тие меѓутоа. Може ли да ве прашам само нешто? Може ли само да ве прашам нешто? Може. Тој Љубе Бошковски што рековте дека напуштил и така натаму, кој го пречека на аеродромот? Кога се врати? Тоа е тоа, мој, сите го пречекаме, мислеме дека го пречекавме. Добро, сакав да ве прашам, мислевме, не знам што мислевме. За Тарчуловски, он едноставно се откажа. Така, добро, благодарам на јувањето, да имаме време да одговори нашиот гостин 2-3 минути, па потоа вториот блок на реклами. Види, греф е да се зборува вака за Љубе Бошковски, ако не друго, Љубе Бошковски е бранител број 1 како министер на полицијата во 2001 година.
можеме да му најдеме одредени забелешки, не јас себе јавноста, но во За секој човек може да се најде забелешки. 2001 година Љубе настапи многу машки. Сега треба да ве потсетам, ако господинот тебе каже дека е 50-60 години, знае кој е Питер Фейт. Љубе Бошковски влезе во тежок конфликт со меѓународната заедница брнејќи ја Македонија. На терен имавме максимално одврзани раце, но условите беа малку лоши, за тоа треба една посебна емисија, некој пат да ме викнете само за 2001 да кажам јас некои работи. И од друга страна, Љубе Бошковски како последица на тоа што се спротистави на меѓународната заедница заврши во Хаг. Среќа шо излезе невин, па иако помина таму 4-5 години од неговиот живот. Значи, кој се одвои? Создавачот на ВМРО ДПМН Љупчо Ѓорѓиевски. Се одвои Љубе Бошковски. Јас ајде да не се сметам за некој битен фактор, никогаш не сум бил битен фактор во ВМРО ДПМН. Но ние зборуваме за два силни лика кои што се одвоиле, морале да имат и тоа како добра причина. Кога Никола Груевски дојде на власт, ја исто како господинот мислев дека Никола Груевски е златен човек кој што ќе ја поведе Македонија напред, но тиквата пукна покри многу работи. Прво не ги вработуваа бранителите, не сака ни еден бранител да вработат, затоа и првиот гледач праша кога ќе стигнат на ред за вработување. И јас се чудев како моето ВМРО ДПМН, како мојот лидер Никола Груевски во кого што верував и се колнев, како не може да вработи барем некој од бранителите. А тие наместо вработување почнаа да ги тужат. И овој господин верувам дека знае за тужбите против семејствата на загинатите во ВЦ. Ја до ден денес сум згрозен какво срце имаа луѓе кои што изгореа брнејќи татковината и нивните родители отишол некој адвокат, тие потпишале и добиле оштета по 15.000 евра. И сега татковците, мајките зборуваа, не ни требат пари, вратете ни ги чедата, но чедата изгореа, загинаа за Македонија. И тие земале 15.000 евра. Прво, кој родител на овој свет сака за било кој пари на светот да го изгуби своето чедо, своето дете? Никола Груевски ги тужеше да ги вратат со камата земените пари. И оние кои што имаат земено сега во едно семејство некаде имаше по 30-40.000 евра, 15.000 евра земаа во просек по човек. Да речеме 15.000 таткото, 15.000 мајката. Требаше да вратат во некои случаи дупло. Неколку луѓе се разболеа, еден татко почина. Зборов со него пред да умре тогаш кога требаше да се појават на суд. Па знаете колку тоа во мене буди бес. Ја не го мразам и сега ќе кажам Никола Груевски. Но како може лидерот на ВМРО-то, на ВМРО ДПМН, кој што го користи името на историското ВМРО, кога гинеле нашите војводини за историјата, ВМРО ги помагало нивните деца и сопруги. Знаете, верувам ВМРО-вците треба да знаат, секој пат се грижеле за семејствата, а не да ги прогонуват и да ги тужете. Тогаш јас влегов во тежок конфликт со Гордана Јанкуловска како министер за внатрешни, бидејќи формално тужеше МВР, но Никола Груевски како лидер на ВМРО и како премиер можеше да ги повлече тужбите. После 2 години борба политички, би рекол пропагандна, тие видео дека трпат голема штета и ги повлекоа тужбите. Значи тужбите можело да се повлечат, ама требало да се сака. Некој не сака. И сега овој господин ми зборува дека Никола Груевски бил најдобриот лидер, но тоа веќе е негово мислење. Мислам дека ќе го разубедам со неколку. Пред реклами еден наш гледач Типенец вели со закон треба се забрани името ВМРО да се користи за партија. Го кажавте тоа. Режија, одиме со вториот блок на реклами. Се враќаме и мислам дека уште 10 минути се надам дека ќе имаме време. Една од работите која што во Македонија е исто така теза околу која се кршат копијата политички е проблемот со името. И се сосема јасно ВМРО ДПМН напаѓа дека Заев е дојден за да го не вела ти реши проблемот со името, туку да го смени името. Достоинство има јасен став дека е против промената. Како ќе постапите во оваа ситуација? Или имате ли информации накаде одат овие разговори, преговори? Се најава брзо решавање и влезна Македонија во НАТО, врз основа на тоа. Прво ќе потсетам вашите гледачи дека ВМРО ДПМН активно преговараше за решение на проблемот со името, односно дури имаше прифаќање, имаше во бомбите. И сите тоа го знаеме, можевме да го слушнеме во бомбите. Антонио Милошевски зборува со Сашо Мијалков и Никола Груевски, кажуваат одредени референции, како што кажа Антонио Милошевски, како кој термин го географски одредници, нешто во смисла ќе биде името продуховено некако и така натака. И ние за жал колку тој да не ни се допаѓа, Македонија е принудена на тие преговори доколку сака да влезе во Европската унија и во НАТО. Ние како достоинство сме мала партија,
и од друга страна јас дури сега не сум ни председател, полека се повлекувам и ние не можеме да креираме политика околу името. Јас можам да кажам мој став, но ние немаме пратеници во собранието да гласаа сите овие луѓе, големи патриоти кои што се јавуваат за нас за достоинство во 2011 година, да имавме ние 5 пратеника, можеби ќе го избуксувавме нашиот став, ќе го наметневме, кој што во 2011 година и подоцна во 2013-та, 14-та ние излегувавме со став да се прекинат преговорите со Грција. И мислам дека треба да се бара решение внатре во Обединетите нации. Има можност како името да се помине во Обединетите нации, но сега е кратко времето да зборувам на таа тема. Значи, ние, да бидам реален, како достоинство, ние имаме стеснет простор, нашиот став е ист. Ние сме против промена на државното име, но на кој начин ние би можеле да влијаеме... Може ли воопшто некој да влијае во оваа држава да се избори да остане името Република Македонија, а Македонија да не чувствува такви последици за тоа? Или работата е само кој ќе биде тој кој што ќе се согласи одредено? Видете сега, бидејќи ВМРО ДПМН беше во една предност, особено после таму 2008 беа многу зајакнати. Многу зајакнати, има мнозинство во парламентот. Тие тогаш можеа да направат што и да посакат. Денес ние имаме една поинаква ситуација, благодарение на штетните политики на ВМРО ДПМН, но да бидем искрени, тоа е еден тренд кој што почна од по самостојувањето на Република Македонија. Така, во право сте. Ние имаме тренд на иселување од Република Македонија. Значи, ајде сега да погледнеме еден друг момент. Граѓаните од Република Македонија се селат на ангро, на големо. Јас верувам, сега Германија да каже примаме 100.000 македонци со македонски пасош, дека за една недела ќе најдат. Да. Тоа е првиот момент. Сите гледаат да, не сите, но еден добар дел од нашите луѓе гледаат да побегнат од Македонија. Среќа во несреќа што и албанците исто така се обидува да побегнат од Македонија, тука сме единствени, така што и бројот на одселени е некаде со пропорционален. Вториот момент е наталитетот. Ние во Македонија ќе видиме, еви овде во Штип, многу луѓе кои што имат наполнети по 30 и повеќе години. Мажи и жени, не мажени, не жени. Не засновале брак уште, да. Кои што не стапиле во брак не затоа што не сакат или не можат, затоа што немат услови, треба да живеат во стан од 40, 50, 60 квадрат или во некоја трошна куќа со родителите. И едноставно се навикнуваат да не бидат во брак и не се женат луѓето, не склучуваат бракови. И ние баравме трето дете, владата бараше трето дете, дај прво да ги натераме, да ги убедеме или да ги помогнеме на луѓето да се оженат, односно омажат и да го зголемиме наталитетот. Таа мерка на Никола Груевски ја поздравувам, беше добра за трето дете, но од друга страна Уставниот суд постапи нели во согласно со уставот и мерката ја префрли. Тоа значи дека ние практично проблемот со името, да, уште еден гледач ќе вклучиме, потоа продолжуваме. Третиот момент, бугарските пасоши. Во Штип верувам дека секој втори има бугарски пасош. И уште очекуваат полесно добивање. За да земете бугарски добивањето. пасош треба да кажете дека сте од бугарски производ. Корени, значи дека некој од родителите, од дедо, парадедо бил бугарин. На тој начин бројот на македонци во Македонија механички се намалува. И ова Љупчо Ѓурѓевски мислам дека најмногу владе оваа тема и го зборуваше за време на митинзите. Јас верувам дека ако продолжи овој тренд со наталитетот меѓу македонците, после 30-40 години ние ќе паднеме под 50%. Значи ние ќе бидеме малцинство во нашата земја. И тогаш може другите кои што ќе бидат во мнозинство да стават какво имат, какво сакат име, во кое што дури ќе го нема Македонија. Македонија. Во моментот го употребуваме само во дневно политички цели. цели. Ние треба да направиме еден баланс, брнејќи го македонското име, да не го изгубиме македонскиот народ. Нека се преземе нешто, било што, или нека се прекинат овие преговори, или нека се префрли како Игор Јанев што предлага проблемот во Генералното собрание на Обединетите нации, каде што со обично мнозинство може да се изгласа и Македонија да биде полноправна членка како Република Македонија. Тој така тврди, ја не сум експерт. Но повторно и Обединетите нации да не признаат како Република Македонија, ние нема да станеме дел од Европската унија и дел од НАТО. И повторно ќе имаме опасност од албанските екстремисти, Да, кои што тука сакаат повторно да се ќе бидеме во поделат слична македонската нема да го територија. реши проблемот, да. И повторно нашите македонци со пасош на Европска унија, односно на Бугарија,
ќе бегат во Европската унија. И затоа ќе го барат. Сите ние сакаме да го одбранеме името, но нашите македонци сакаат да живеат во држави на Европската унија. Така, уште еден гледач последен, па уште неколку прашања се надам ќе има време. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Стојанче, добро има вете кажа. Добро. Дека Европската унија па ќе прави притисок за врз Македонија. Да не изостанеме. Претходно спомнате кој го пречека Бошковски. Јас прашав тоа, да. Ако де Стојанче тоа нормално го знае. Така. Стојанче у која екипа беше тоа време? Во која што? Екипата е истата. Во истата на Никола Груевски. Да. И што од тука натака да разговараме сега, ќе мене ќе се, ако е за пари за што е работа во Македонија? Нели он си кажа, јас сум обезбеден, Иран имам си плата, Македонија не ме интересира. Како јас сега кажав дека Македонија не ме интересира, ама значи Македонија. Види, ова е безобразно лажење, ти лажеш во емисија. Кога ја кажав дека Македонија не ме интересира? Не, јас во Ирак ќе работам, ќе бидам независен и повеќе ќе направам за Македонија отколку вие само вака што ќе кажев зборувате, млатете празна слама. Ова не е во ред, како така ставате зборови во мојата уста кои што јас не ги кажав. Така, благодарам на Македонија. Јас сум роден горе на Кадидере и јас сум штипјанец. Повеќе треба ли нешто да ви кажам? И сакам да умрам во Македонија. И не можете вие да кажете дека јас ќе отидам во Ирак и не ме гале за Македонија. Каде ќе живеат моите деца? Јас имам 3 деца, мојот друг брат има 3 деца, мојот трет брат има 2 деца, односно по лош распоред ги кажав. Значи, мојот татко има 8 внуци. Каде тие деца ќе живеат кога ќе порастат? Како ние за Македонија? Ова е класично манипулирање, бидејќи господинот Ангелов не рече дека не го интересира Македонија, туку кажа дека може слободно да живее без вработувањето во Министерството за внатрешни работи. Ама ние сме научени во држава. Јас нема да се преселам во Ирак со моето семејство. Господин Ангелов, очигледно сме научени да манипулираме само во држава и мислам дека спиновите што се прават се опасна работа и ние сме жртви на тоа долго време. Човекот тоа го прави несвесно, тој не го прави намерно, мене тоа ме иритира. Овој човек никој не му рекол вака да каже, тој самиот ненамерно прави грешка и става зборови во мој уста кои што јас не сум ги кажал. Така. Вие си кажавте дека не ги кажавте и јасно е и снимката стои што кажавте. Јас се извинувам вака, но експлозивно реагирам кога е Македонија во прашање. Кажавме. Оти мене Македонија стварно ми е во срцето и мојата крв на вистина ја натопи македонската земја. Јас имав хеморагичен шок, искрвавеност до смрт. Мене мртов ме однесоа. Јас бев на неколку секунди до смртта кога стигнав во државна болница. И сега, дури да направам грешка, ја имам морално право, иако не сум направил. Добро е, дојдовме до моментот кој што потврди дека Стојан Ангелов може да избувне. Тоа е добро. Значи, како и да избувне за оправдана цел да го избори своето, така и треба. Сега имаме уште нешто што е многу актуелно. Настаните од 27 април. Како да се гледа некоја разрешница, прв пат во државава се симна имунитет на пратеници. Во државава за повикување одговорница, на некој начин повикување да се влезе во собрание и се иницираат насилства, во притвор се уметници, актери, оперски пејачи. Како гледате на тоа? Има различни реакции во јавност. Тие се обвинети за член 300 тероризам 313... против уставниот поредок. Не, терористичко загрозување на уставниот поредок, што гласи тој што со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија ќе предизвика акти на насилство, создавајќи чувство на несигурност или страв кај граѓаните. Така. Се тоа ние го имавме. Значи во Република Македонија, зборувам сега за битието на делото. Ако јас поставам едно прашање до сите гледачи, доколку албанците кои што почнаа да се собират некаде во Чаир, дојдоа пред собрание за да го одбранат цела, на 27, кој што ние можевме да видиме дека е нападнат. Помислиле дека е мртов. Мислеа дека е мртов. Да претпоставиме дека 1000 албанци ќе дојдат пред собрание, што ќе се случише пред македонското? Дали не беше тоа целта нечија? Па тоа беше целта, но јас не верувам дека Дурловски, Борис Дамовски, Владо Јовановски, па дури Богдан Илиевски знаеле за тоа. Јас верувам дека инспираторот, креаторот на овој монструозен настан, на овој монструозен чин е некој друг
И знаете на кого Но ги мислам, но не сакам да обвинувам. Ги ослободували од одговорност? Не ги види, јас сметам дека овие неколку ликови наивно влетаа, а поголем дел биле дел од организираното сценарио. Бидејќи со 30 полицајци, таа имаше малку протестанти, неколку илјади, немаше 3-4 илјади протестанти. Јас верувам дека само 30 специјалци ќе ја сопреа таа маса. Ма верувам дека да не отвореа вратата не можеа да влезат, бидејќи протестантите не беа агресивни. Јас гледав директен пренос. Значи тие дојдоа до врата, па некој отвори вратата, па мафтаа на нив, ајде, ајде влезете. Значи некој сакаше да ги злоупотреби оние патриоти од кои што поголемиот дел беа таму од патриотски причини, верувајќи во она што и се сервираше тие неколку месеци претходно, да ги злоупотреби некој од нив ненамерно, неплански да изврши одредено убиство или насилие, и меѓу нив оние луѓе, јас сум убеден дека постоеше сценарио за убиство во собранието, но ќе оставиме обвинителот во судското рочиште да ја каже онаа официјална верзија. Јас само едно ќе кажам, граѓаните ќе бидат згрозени од она што ќе можат да го слушнат. Имате ли некои информации кои што уште не излегуваат? Не можам да зборам на таа тема, јас работам во МВР и не сакам да зборам на таа тема. И заборев на почетокот да се оградам овде, ниеден мој став не е став на министерот или на Министерството за внатрешни работи. Овде зборувам како граѓани на Република Македонија. Некои викат работиш во полиција, зошто јавно се појавуваш? Јас со устав и закон имам право јавно да се појавувам. Така добро, мислите ли да се вратиме на овој? Само еден момент. Повелете. Значи, овој член започнал тој што со намера. Ако некој имал намера да предизвика такво насилство, и зверувате дека доколку албанците тргнеа пред собрание во Македонија ќе имавме нова многу покрвава војна. Тогаш и ние колку и да зборуваме за разум, ако настане војна, пак ќе требаше да облечеме униформата и да браниме татковината, ама од кого? Да, ние само ќе влетавме во едно крваво сценарио и пак ќе повторам, сметам дека и овој ефективен притвор за овие уметници Дурловски, Дамовски, Владо Јовановски, мислам дека е претеран. Ние не смееме како држава да дозволиме притворот да биде казна, но ова го каже и премиерот Зоран Заев, дека притворот не смее да биде казна. Но за ова одлучува судот, не одлучува нити премиерот, нити Стојан Чангелов како советник на министерот, одлучуваат истите судии кои што одлучува допред неколку месеци. Не ги признава бомбите за докази и слично. Истите судии, да. Судии кои што затвараа активисти или членови и истакнати борци против режимот. И затоа сепак сметам дека против некои лица притворот е претеран и во најблага мера можеби треба да добијат домашен притвор, но пак ќе кажам, ние немам информации, тоа јас лесно ми е мене од студио да го кажам. Так. Можеби обвинителството имат цврсти докази дека лицата кои што ги набројав свесно биле дел од планот кој што требаше да предизвика дестабилизација на Република Македонија. Не заборавајте дека во Јасен беа исчистени бункерите и имаше една теорија дека Иванов се подготвува да прогласи воена состојба. И јас верувам во таквата верзија од оно што може да го слушнам. Дали е можно уште нешто, ако се вратиме на тој момент на вклучување на актери, оперски пејачи, режисери, личности кои што имаат начин да го искажат своето, како што сега искажа, не одиграа представа, ги поддржуваме. Тоа е погрешен чин, тие можеа на площад да одиграат представата, да го привлечеа поголемо внимание. Или да ја одиграа да рече ја играме за нив. Како и да е, имаат право на протест, но можеби начинот е лош. Но нели е ова можеби планирано за да добијат овие и сега кога се решава овој проблем, кога има постапка, да се сврти вниманието на тоа зошто се апсат уметници и слично. Да се даде еден таков тон на тоа. Еден подол план, полн со подлости, овие луѓе јас сметам дека се злоупотребени, но тоа не ја намалува нивната, ја намалува сепак нивната одговорност, но сепак се виновни, бидејќи влетаа во целиот тој план за кој што знаевме однапред дека ќе заврши вака. Тие не требаше толку наивно да влетат. Зарем било кој граѓани на Македонија верува дека протестантите кои што се собираа секој ден доаѓаат таму заради Бетмен Вели, Дурловски, Борис Дамовски. Тоа беа партиски војници и нормално имаше една маса на народ кои што можеби не биле партиски активирани, но сепак биле повлечени од овие кои што беа партиски инструментализирани. Бидејќи еве прашувам каде се сега сите патриоти да застанат и да ги бранат. Сега ги нема. При крај сме само две прашања, колку можеме пократко, кои што мене ми се интересни, едното Иванко ќе биде интересно сигурно. Првото е конкретно за ВМРО ДПМНЕ. Дали сметате дека сепак ќе излезе повторно силно од себе и на кој начин? Дали со избор на нов лидер, дали со останување на Груевски, дали комплетни реформи треба таму? На нас
како власт, бидејќи достоинство е дел од владеачката коалиција, ни одговара Никола Груевски да остане лидер на ВМРО ДПМН. Се додека тој начело на ВМРО ДПМН нити некогаш ќе победи на избори, нити некогаш ќе владее во Македонија. Но не е добро за демократијата во Македонија. Ако гледаме објективно, ако гледаме загрижени за еднината на Македонија, тогаш на нас ни треба ВМРО ДПМН како силна опозиција, која што ќе биде коректор на власта, за да не се случат одредени процеси кои што ВМРО ДПМН ги започни, кои што го одведоа да се претвори во она во што се претвори последните години од владење. И ако можете да видите во јавноста, веќе имаше неколку неубави ситуации, како патувањето во прва класа на директорот на Агенцијата за туризам или ова со државната изборна поднесе оставка, мисли чини, да. Мислам дека не поднеле оставка, но како и да е, благодарение на реакцијата на јавност имаме корекции на некои штетни однесувања и затоа нам ВМРО ни треба силно и цврсто и обединето, а затоа треба нов лидер, честен лидер кој што ќе го поведи ВМРО да помане напред. Еден наш пријател вели, Тони, како може Батегели и компанија да бидат учесници во толпа, а овие уметниците терористи, тие што тепаа во толпа, а овие мирните терористи. Може би во насока на ова што го кажуват. Имаме овде да? организатори, овие луѓе се виновни затоа што ги организираат. Дурловски беше еден од челниците на протестите. Дурловски, Дамовски, Владо Јовановски и Бетмен. Значи тие беа формалните организатори, но тие не се реалните организатори. Мене ме чуди како Саво Климовски, кој што рече на 10 метри е собрано и тоа ќе влезе народот, прашање интересно, и тој беше мојот професор. Последното прашање, како се чувствувате од денешен аспект за моментот кога на не знам колку време беше пред Диво населје, кажавте дадени се пари, толку и толку, може да ни се случи тоа и тоа, што ни се случи? Се чувствував и тогаш и сега лошо. Јас знаев дека тоа ќе се случи. И јавно кажавте? Јавно го кажав, да. Пред медиум имаше таму камери. Токму така. И стои снимката и ден денеска. Во една нормална држава треба некој од МВР или од службата за државна безбедност да ме повика и да ме праша од кај ти се знаеш, што знаеш, дај да видиме. Си сигурен. Бидејќи јас не сум било кој, јас сум полициски генерал. Така. Јас сум човек кој што учествувал во војна, работев ефективни 16 години во МВР, ако ги додадем оние на факултетот за безбедност, но и потоа достоинство во глобала е составено од полицајци и од војници. И јас кога би бил некој од началниците во УБК, човек како мене би го повикал на разговор. Тие мене не ме повикаа. Но што се случи? После само 10 дена или 2 недели се случи она што ја го најавив, нападот на караулата, Гошинце. Неколку дена подоцна јас заминав Зирак на борба за екзистенција за моето семејство. Бев принуден да заминав Зирак, да ги прекинам протестите, бидејќи ги потрошив парите кои што ги заработив претходно на Брод. Во јануари бев на Брод, так. Во мај заминав за Ирак. И неколку дена по моето заминување, замислете, јас се будам во Ирак во некоја пустелија, во некој камп, во некоја приколица од камион, така најблиску изгледат оние соби во кои што ние живееме, со неколку англичани, и гледам на CNN Македонија прва вест и кажа 2 загинати, 5 загинати. Ја бев джашен, значи прво загинаа мои другари, мои колеги. Србинот, така му е надимакот, загина таму, цела војна помина човекот, цела војна, не мислам, не беше повреден, загине во една ваква акција. И тоа е случај за кој што треба да го знаеме вистината сосема. Сканија, кој што беше мој ученик, му бев командир на вод, ја бев потресен, загинаа мои браќа таму со кои што сум јас работел, и ми беше криво затоа што моите предупредувања не ги сватија сериозно, и тоа така помина. Со нашиот гостин ќе имаме прилика наредна да говориме, како што кажа и тој, добро ќе биде да говориме за настаниот конфликтот за кој што не е говорено. Има теми за говорење, а со Штипјани ќе се види и инаку, како што кажа, со пиво или со било што, ќе има разговори, ќе има докажување. Алкохол не пијам, така што сега време за греана ракија, кисели краставички, но не пијам алкохол. Благодарам многу господин Ангелов на гостувањето и на отвореноста пред Штипјани и жителите од регионот за одговор на сите прашања. Така треба да се одговори и на нападите и на пофалбите, на критиките секогаш. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вам. До следна прилика, се разбира. Тоа беше се во денешното издание на Што мисли народот. Одморете убаво, утре е празник, се гледаме во понеделник со ново издание на Што мисли народот.